Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Гласна надежта од Кавадарци. Ја започнуваме денешната утринска програма Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Верувам дека сте добро, дека сме будни и подготвени за новиот работен ден. Вообичаено нашата утринска емисија започнуваме со мисла на денот, па ве денеска ја одбрав следнава мисла. Најсрекните луѓе го немаат најдоброто од се, туку тие го прават најдоброто од се што имаат. Значи, има многу луѓе кои се богати, има многу луѓе кои се славни, кои се на насловните страници на дневните вестници, но не се срекни во својот живот. Познато е дека многу глумци, многу богати луѓе дури посегнале по својот живот затоа што неа нашле среќата во богатството. И затоа ова мисла нека не води сите нас денеска, почитувани гледачи, туку вели срекните луѓе го прават најдоброто од се што има. Да бидеме задоволни со она што го имаме. Некој рекол дека човечкото око е како бунар, незаситно. Постојано нешто посакуваме. Меѓутоа, тоа нема да не одведе никаде, туку да бидеме задоволни со она што го поседуваме и од тоа да си направиме убаво место за живење или убави услови за живење. Значи, од она што го имаме. Најсрекните луѓе го немаат најдоброто од се, туку тие го прават најдоброто од се што имаат. Еве на почетокот да ви пренесам и да ви раскажам еден пример за едно момче кој исто така сакало да биде среќно, меѓутоа ќе го видиме крајот на ова негово доживување, што се доживел во својот живот. Насловот е на овој пример помилуван од гувернерот. Еден млад човек живел во Америка, значи во Соединетите Американски држави, никогаш не направил ништо лошо, но еден ден играл карти и многу се изнервирал. Бидејќи бил нервозен, зел пиштол и пукал и губил својот противник. И затоа бил уапсен и осуден. Присудата била смрт со бесење. Но поради примерниот живот што тој го живеел, неговите пријатели и роднини решиле да напишат петиција, значи жалба до гувернерот. И во овој случај молбата за помилување по пат на собирање на подписи влијаела на самиот гувернер. Секој имал желба да подпише. Набрзо и други градови слушнале за тоа, па така луѓето од целата држава почнале да ја подпишуваат петицијата. На крајот петицијата му била предадена на гувернерот, кој бил христијанин. Солзи му надоаѓале на очи кога ги гледал корпите полни со петиции. Решил да го помилува тој млад човек. Го напишал помилувањето, го ставил во джеб, па облечен како свештеник се упатил кон затвор, значи се облекол како свештеник. Кога се приближил до келијата на осудениот, младиот затвореник дошол до решетките и рекол: "Бегај одовде", повикал младичот, односно момчето. "Не сакам да те видам. Веќе се думина како тебе беа овде во посета. Доста ми од религијата што ја имав додека бев дома." "Но чекај малку, млад човеку", одговорил гувернерот. "Имам нешто посебно за тебе. Дозволи ми да ти кажам нешто." "Слушај", повикал момчето,
naluteno. Ako vednaš ne si zameniš, ke go povикам čuvarot i toj ke te izbraka. No mlad čoveku, imam jedna novost za tebe, najdobrata novost, rekao guvernerot preoblečen vo sveštenik. Zarem nema da mi dozvoliš da ti ja kažem, vikal guvernerot. Slušna što ti rekov, odgovoril mladio čovek. Ako vednaš ne si odiš, ke povikam policija, odnosno ke go povikam čuvarot. Dobro, odgovoril guvernerot. Tažen se zavratel i si zaminal. Nabroj go potom došel čuvarot. Mlad čoveku, slušnav deka guvernerot te posjetil. Što? Zarem ovaj čovjek što beš oblečen vo sveštenička obleka, beše guvernerot, viknal zatvorenikot. Da, odgovoril čuvarot, toj vo svoj džep imaše pomiluvanja za tebe, a ti ne sakaše da go i slušaš. Daj mi brzo pero, mastelo i hartija, povikal momčeto. Poto sednal i napišal. Dragi guverneru, vi dolžam jedno izvinuvanje. Žalam što taka se odnesovav kon tebe. I taka pošal da redi zborovi na izvinuvanje. Guvernerot go primil pismoto, go zavratel i na opačinata, znači drugata strana, napišal. Slučajot ne me interesira poveke. Osamnal i poslednjo den za mladio čovek. Sakati li nešto da kažete pre da umrete, go prašale. Da, odgovoril momčeto. Kažete im na mladite luge v Amerika, deka ne umiram poradi zlostorstwata. Ne umiram zato što sam ubijec. Guvernerot me pomiluva, možev da ostanam živ. Kažete im deka umiram zato što ne sakav da je islušav ponudata na guvernerot. Prijatele moj, ako beše izguben, toga što nema da bide poradi tvojite grevovi. Ako bideš izguben, toga što nema da bide poradi tvojite grevovi, toko zato što ne sakaš da go primiš pomilovanje to koje što Bog ti go nudi preko svoj sin Isus Hristos. Vidijek, ako sam ga odbiješ Isus Hristos, togaš Bog ne može ništa da stori za tebe. Ja odbivaš jedinstvenata svoja nadež i spasenije. Vjerujem deka ovaj primjer beše povučen, počtovani gledači. Svi ni imame možnost da go prihvatim Isusa ili da go odbijeme. No soodbivanje to na Isusa Hrista, soodbivanje to na njegovo spasenije, nije si prisuduvame samite na sebe, nije se odlučuvame na koja strana ke bideme. Ova momče moželo da bide pomiluvano i bilo pomiluvano, no to je ne prihvatil, nego prihvatil to od guvernerot i go izgubil svoj život. Mnogo luge ke go izgubat svoj život, ne zato što se grešni, ne zato što go prekršile Božji zakon, toko zato što nego primile pomilovanje, to što Isus ni go nudi od Golgota. To je umrel za svite nas. Ako se pokajeme, ako dojdeme kaj njego, ako gi prihvatime ti uslovi što to ne gi nudi, ta proška što Bog nije dava, ke bideme svite spaseni za sekogaš vo večnosta. Eve, to bi vednite misli za ovo naše misije. Odem je svega da vi pozdravime s jedna hristijanska pesna. Dok sunce peče iznad žala, vreli kamen bijel od vala, mali čamac pristaje uz obalu. U njemu ribara krupna stasa, težak koji iz sve glasa oplakuje riblju žetvu propalu. Čelo skužvano od bora, grizu zrnca soli mora, ali gladna usta koja kući čekaju. Drhtave ruke krudi tuku, kako doći praznih ruku, kako odoljeti tihom dječjem djecaju. Zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi, zarobi u život
muke, život uzdaj se u svoje ruke. Dok mu briga srce mori, jedan glas mu progovori, isplovi hitro jer još jedan ponovi sve. U čudu stojeći na pramcu, ribar vjerova neznancu, diže sidro i pljune tad u dlanove. Nedugo zatim stare mreže u vodi postaju sve teže, mjesto da bježe ribe dođoše na dlan. Dok je ribar sidrio svoj čamac, hajde za mnom, reče stranac, budi kamen i ispuni svoj san. I zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Sjećanja i uspomene naviru taj dan, dok je visio na križu ribar prikovan, prikovan zbog tihog stranca koji sada je dobro znan, kome su u strašne muke klinom prikovali ruke. Се враќаме во нашата програма после ова убава песна, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма Разбуди се на радио Глас на надежда. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Да проследиме неколку сервисни информации. Денеска е среда, 13 декември. Полека навлегуваме и во зимскиот период, значи у 60 на дена отприлика. Неделата од годишното време зима, иако во минатите денови имавме и снег, имавме и дождови, но и баше и вчера и завчера е убаво време, барем овде во Македонија, во Кавадарци, така да еве и денеска времето ќе претрпи некоја промена и од утре променливо облачно, поодделни котлини со услови за појава на магла, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец кој наместо ќе се засилува. Веќе од утре времето ќе, како што реков, ќе се промени, ќе имаме врнежи од дожд и од снег на повисоките места. Значи само на највисоките врвови врнежи ќе бидат од снег, а во пониските региони ќе имаме дожд, ќе дува слаб до умерен јужен ветер кој попладне ќе го промени правецот во северен ветер. Како и да е, зима е, што се вели, не треба да очекуваме некои пролетни температури, но за овој дел од годината се уште времето е подносливо, што се вели. Во наредните денови исто така ќе имаме, значи, постудено ќе биде, дневните ќе паднат до -2, а утринските, а дневните ќе се искачат до 7 степени, односно од -7 до 1 степен, значи тие ќе бидат некаде таму на 17 декември. Такви температури не очекуваат. Како и да е, верувам дека сме подготвени за оваа зима, имаме доволно огрев да може домовите да ги затоплиме. Раздвиженоста на собракиот е се повеќе и повеќе, зашто се ближат празниците, луѓето се раздвижени и еве собракиот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози. Но како што спомнав, како се ближиме кон крајот на годината,
празнично расположение кај луѓето, градовите се украсуваат, движењето на луѓето е се поголемо и затоа вие возачи кои сте бидете внимателни со управување на вашите моторни возила. Секако пијани немој да тргнувате на пат, никако, зашто алкохолот е најголем непријател на шоферите, на возачите, зашто може да си нанесат проблем на себе, но и на оние останати кои се во сообраќајот, па и на пешаците. Автомото Сојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација, внимателно управување со возилото, особено на патиштата низ котлините, речните долини, клисури, каде има можност од појава на одрони. Тие места веќе ви се познати, но јас ќе ги повторам. Тоа е Делница, Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Значи, на тие места може да има одрони и да биде потенцијално опасност за возачите. Јас би додал и такви места има од Демир Капија према Удово, значи по стариот пат ако возите, исто така има одрони, опасност од одрони. Како е да е, почитувани гледачи, еве денеска е, значи среда, нов ден, пред нас во Кавадарци е пазарен ден, раздвиженоста е голема, се уште се пазарите полни со зеленчук, значи има се да се купи, но вие сами ќе одлучите што ви е потребно за вашата трпеза. Уште еднаш поздрав до сите вас, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта, Разбуди се емисија која се емитува секоја среда. Еве ќе продолжиме со утринската порака. Денеска ја наоѓаме во Библијата, значи во Светото писмо, во Пословици 15 глава 3 стих, значи во Приче Соломонове 15 глава 3 стих, еве поракава за утрово. Господовите очи се на секое место и ги наблюдуваат и лошите и добрите. Да го проследиме сега и коментарот. На секој народ кој се појавил на светската сцена, му било дозволено да заземе свое место на земјата за да види дали ќе исполнува волјата на стражарот и светецот. Пророците го предскажувале појавувањето и подемите на големите светски царства, како што биле Вавилон, Медоперсија, Грција и Рим, односно Македонското царство. Кај секој од нив, како и кај послабите народи, историјата се повторувала. Сите имале своје време на проверка и ниту едно не се одржало. Сите ја промашиле целта, славата им е потемнала и моќта ја изгубиле. И покрај тоа што народите ги отфрлиле божествените начела, предизвикувајќи го со тоа своето пропагање, сепак во текот на вековите божествената цел продолжила да се остварува. Тоа го видел пророкот Езекија во едно чудесно видение што го добил за време на робството во халдејската земја, кога пред неговиот зачуден поглед се покажале символите на највозвишената сила која управувала со постапките на земските владетели. Езекиел на бреговите на реката Хевар видел како од север доаѓа силен ветар и тој вели голем облак и оган кој се разгоруваше и околу него светлина и среде него, среде огнот, нешто слично на сјајна ковина. 4 живи суштества влечеле вкрстени тркала едно покрај друго, а повисоко над сето тоа беше како престол, по видението како камен сафир, а над престолот беше во обличе како човек, а во херовимите се гледаше човечка рака под крилјата. Тркалата биле така сложено распоредени што на прв поглед давале впечаток на вистинска збрка, меѓутоа тие се движеле во совршен ред. Раката што се наоѓала под крилата на херовимите ги одржувала небесните суштества и управувала со нив, а тие ги надвижувале, односно ги придржувале тркалата. Над нив, пак на престолот од сафир се наоѓал вечниот, а околу престолот се надвивало виножјето знак на Божјата милост. Како што се сложените механизми сличи на вкрстени тркала, управувала раката
под херомиските крилја, така и служените случувања во човечките животи се под Божја контрола. Среде судирите на безредието меѓу народите, со настаните на земјата се управува оној што седи на херовимите. И навистина, почитувани гледачи, од оваа утринска порака може да извлечиме поука дека Бог и денеска управува со се она што се случува на оваа земја. Како што пророк Езекија во своето видение ги видел овие сцени кои навистина биле збркани, би рекол, бидејќи тој бил збунет, но сепак како тие тркала, се она што тој го видел совршено функционирало, бидејќи Божјата рака управувала со сето тоа. И денеска Бог се уште ги држи, што се вели, конците на настаните во овој свет. Иако изгледа понекогаш како да се пропаѓа, како да човекот доминира, како да злото веќе го дожива својот врхунец, меѓутоа сепак Бог, како што вели таму пророк Јован во Откровението, 4 ангели се уште ги држат тие ветришта на 4 страни на светот да не доват со сета своја сила, бидејќи знаеме дека силата, односно ветриштата, се символ на неволи, на катаклизми, на неволи. Меѓутоа, крајот ќе го каже Бог. Во Откровение, во последната глава, во 22 глава пишува дека Бог ќе каже се сврши, не човекот. Човекот има мок, има атомска енергија, има атомски бомби, да ја спржи земјата неколку пати, но Бог нема да дозволи тоа да се случи, зашто сепак тогаш Божјата реч ќе биде невистинита, а Бог е вистинит, и затоа да се надеваме дека Бог се уште ги води и ги држи настаните на нова планета. Господовите очи се на секое место, вели пророк, вели Соломон во своите изреки. Господовите очи се на секое место и ги наблюдуваат и лошите и добрите. Господ дал прилика на 4 царства, ги спомнав, како Вавило, Медоперсиско, Македонското царство и Римското, меѓутоа знаеме тие пропаднале, отишле во забора, во пепел. 5-то светско царство, како што вели пророк Даниел, ќе го основа самиот Бог, кога Исус ќе дојде наскоро на оваа земја. Одеме сега повторно со една убава песна да продолжиме со нашата програма. U svakom srcu sasvim duboko skrivena leži zmija zla, otrovom svojim
Продолжуваме со нашата програма. Почна гледачи, следува рубриката Вести од земјата и од странство. Денес имаме едно интересно искуство кој ни доаѓа од Гана. Насловот е да се следи вистината. Дали ја ние следиме вистината? Еве ќе слушнеме во ова интересно искуство на едно момче по име Обед, кој ја пронашол вистината. Дедото му предложил на Обед да се запише во адвентистичкото средно училиште во западноафриканската држава Гана. Но неговиот очов остро се спротиставил на оваа идеја. Нема да го пуштам да оди во тоа средно училиште, бидејќи ќе се врати како адвентист, рекол очовот на Обед, кој бил свештеник на друга христијанска заедница. Сепак Обед на крајот се запишал во државната интернатска школа. Таму дознал за адвентистите. Додека бил на училиште, секоја недела присуствувал на црковните служби со други ученици во една од училниците. Тој верно го прославувал Бога од година во година. На крајот од завршата година учениците од пониските оделенија биле испратени дома, додека матурантите еден месец се подготвувале за завршните испити. Бидејќи на кампусот имало малку ученици, неделните служби биле откажани. Поминало една седмица, втора, трета и така натаму. На Обед му недосасувале неделните состаноци. Во последниот викенд пред завршните испити видел тројца другари од оделението како го напуштат кампусот во сабота наутро. Бил убаво облечени и рекле дека ќе одаат во црква. Може ли да дојдем јас со вас? Ги запрашал Обед. Обед им се придружил на двете момчиња и една девојка и отишол со нив во адвентистичката црква. Се зачудил кога ги слушал како пеат во придружба на посебна музика за време на богослужението. Зборовите од песната го допреле неговото срце. Следниот понеделник тој ја прашал една од девојките адвентисти, Сандра по име, да му поземи песнарка. Сакал да ги препише зборовите од песната што ја слушнал таа сабота. Сандра му дала песнарка и го научила да ја пее таа песна. Тогаш Обед ја замолил Сандра да го научи и други песни од песнарката. Двајцата заедно пееле многу песни за време на завршната испитна седмица. Химните го разбудиле интересот на Обед за адвентистичката црква на седмиот ден и тој сакал да дознае повеќе за неа. Но што би рекол неговиот очов, се прашувал. Се сетил дека очовот не му дозволувал да оди во адвентистичкото училиште, изразувајќи страв дека Обед може да стане адвентист. По завршувањето на средното училиште, летото го поминал дома. Тој помагал на мајка си да продава пржена риба и банка, каша од пченка покрај патот. Не се осмелувал да оди во црква во сабота, но очајно сакал да се приклучи кон адвентистичката црква. Тој видел дека локалната адвентистичка црква има молитвени состаноци од 19 до 20 часот секоја среда. Така тој смислил план. Ќе остави мајка си еден час во среда навечер, велејќи дека треба да оди во тоалет. Јавниот тоалет не бил далеко од местото каде што продавале храна. Тој јавен тоалет се наоѓал во близина на адвентистичката црква. Обед одел во адвентистичката црква во среда навечер 2 месеци, научил нови песни. Тој научил нови вистини за Бога во Библијата, знаел дека ја нашол вистината. Кога влегол на коледж таа есен, веднаш си ги побара студентите адвентисти на кампусот. Кој ги нашол, им се придружил на богослуженијата во сабота. Набрзо тој се крстил. Дедото на Обед бил одушевен кога дознал дека неговиот внук се приклучил на адвентистичката црква, но неговиот очов меѓутоа бил вознемирен, но на крајот ја прифатил одлуката на Обед.
Денес Обет работи како помошник администратор во канцеларијата во јужната област на Ганската унија во Акра. Тој вели дека е важно да ја следи вистината дури ако родителите или другите се обидуваат да ве спречат. Која ќе ја пронајдете вистината, не треба да дозволите ништо да ве оддалече од неа. Треба да го следите она што знаете дека е вистина и во време што Бог го одредил, тој ќе дозволи да му служите во црквата. Ова е вистинско мисионско училиште, каде само 30% од учениците се адвентисти, таму кај што се образувал и самото момче Обет. Тоа беше ова искуство, овие вести од Гана. Меѓутоа сакам да прочитам само една кратка информација. Кристијан Абрахам Ака 1883-1912 година бил еден од основачите на адвентистичката црква на 7-миот ден во Гана. Покрај неговата работа во литературниот евангелизам ги основал првите две цркви, првите две училишта во округот. Тој бил првиот ганец кој бил ракоположен за црковен старешина и служил како член на унискиот извршен одбор се до неговата предвремена смрт на 29 годишна возраст. Како е да е, убаво искуство, ако и вие се двумете, драги пријатели, ако и вие се уште испитувате каде се наоѓа вистината, молете се на Бога. Вистината секако е во Библијата, во Светото писмо. Затоа читајте ја со молитва. Може некој учител да ви помогне, да ве насучи како ова момче, Обет кој ги замолил своите другарки или своите колеги, студенти, и навистина тој бил радостен и среќен што го пронашол Христа, што можел да го слави и со песна и со проучување на Библијата. Денеска тој работи, како што рековме, како помошен секретар или администратор во канцеларијата во јужната област на Ганската унија. Господ нека не сите благослови да ја следиме таа вистина, зашто Исус рекол: јас сум патот, вистината и животот. Одиме сега повторно со песна. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Разбуди се на радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои
Во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Имаме гледачи најмногу секако од Македонија, но име од странстве возвраќаме поздрави до нашата гледачка Саветка. Поздрав до неја, до незиното семејство и до сите кои не следат од Швајцарија. Следува рубриката кратка порака од Библијата, од Светото писмо. Насловот е "Разбудете се, не е време за спиење". Иако веќе ден, знаеме дека денот носи и своји активности, но може би некој кој работил трета смена, сега е во сон, сега се одмара. Но како е да е, темата е да бидеме будни. Знаеме дека повеќето од нас како луѓе спиеме за време на ноќта, освен ако не сме трета смена, не сме на работа. Но чудни работи се случуваат ноќе. Кога спиеме, тешко да знаеме што се случува околу нас. Например, ако одеднаш се разбудете додека спиете во темнина, може да се уплашите, да се сопнете, ако станувате, например, да одете во тоалет ноќе, ако немате светло, може се сопнете, или да паднете, или сетете се на крадците додека крадаат во ноќта. Колку сме подготвени за крадецот кој доаѓа кај нас, например, навечер. Би сакал да прочитам текст од Библијата, од Псалм 119, 105 од вака вели: "Твојот збор е светилка за моите нозе и светлина за мојот пат." Овде гледаме и разбираме дека Словото Божје, значи Библијата, почитувани гледачи, е таа светилка на нашите нозе и светлина на нашиот пат. Спиењето секако може да биде и опасно, посебно на духовното. Сега зборам за духовното спиење, не за онаа физичкото. Рековме додека спиеме физички, ние не знаеме, ние сме нечувствителни за она што се случува околу нас. Меѓутоа, исто така можно да имаме и духовно спиење. Мислиме дека е се во ред, но сепак настаните не прегазуваат, што би се рекло. Терминот духовен сон значи нечувствителност на дејството на светиот Божи дух во нашиот живот. Во Ефесијаните апостол Павле вака вели во 5 глава, во 14 стих: "Разбудете се, вие кои спиете, и воскреснете од мртвите, и Христос ќе ве осветли." Понатаму во 11 стих Павле вели: "И не дружете се со бесплодните дела на темнината, туку прекорувајте ги." Темнината и светлината се сосема различити. Тој како плюс и минус би рекле. На ист начин спиењето и будењето се сосема различни едни од други. Денеска постои опасност насекаде низ светот. Ова не е опасност од она што го гледаме, туку од она што не го гледаме. Секако опасноста не се приметува, но таа може да дојде изненадно, ако секако физички ни се затворени очите, а секако и духовно. Човекот на гревот, како што вели Свето писмо, може да биде нечувствителен за настаните кои се збиднуваат околу него. И затоа Исус вели: "Бдејте" во Лука 21:36, "Бдејте и молете се секогаш, за да бидете достојни да избегнете од сето она што ќе се случи и да застанете пред Синот човечки." А другиот стих вели од Матеј 25:13, "Бдејте зашто правите не го знаат денот ниту часот во кој доаѓа Синот човечки." Значи, никој не го знае крајот, но ние треба да бидеме будни, да бдееме, да бидеме трезвени, што се вели, зашто пиен човек не знае што се случува околу него. Како што можеме да видиме од овие текстови, почитувани гледачи, Бог не предупредува за неговото ненадејно доаѓање или враќање. Тој не предупредува да не спиеме, туку да гледаме и да се молиме не понекогаш, туку секогаш. Тоа е знаеднината, а ние не ја знаеме. И затоа да ги послушаме зборовите на Исуса Христа кој вели: бидете постојано будни. Не ние да не спиеме физички, секако рековме, доаѓа време и за одмор физички, меѓутоа духовно да бидеме секогаш подготвени со отворени очи да ги гледаме настаните кои се случуваат околу нас. И затоа итноста на она што
Бог ни го порачува денеска е тоа да сватиме дека живееме во едно навистина тешко време, кога сатаната, како што вели апостол Петар, рика како лав и сака да не проголта, сака да не уништи, знаејќи дека има уште малку време. Очекувањата на итноста на Господовото доаѓање, ако не се свати сериозно, зашто сведочи и самата Библија, може да предизвика кај нас духовен сон, равнодушност, како што рековме, некако све не е исто и така натаму. И затоа Павле во Галатјаните, еве што ќе ни порача. Значи, Господ сака да се разбудиме, уште еднаш да подвлечам, да бидеме будни и да живееме, како што е напишено во Галатјаните 5 глава. На плодот на духот е љубов, но плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, кротост, добрина, вера, воздржаност. Против таквите, вели Павле, нема закон. Ова е најдобриот начин, значи да се биде буден или да бидеме будни. Мора да веруваме во секој збор на Бога и на неговите пророци, да одржуваме очекувања, да ги очекуваме тие, значи, Божи ветувања и итноста на враќањето на Господа Исуса Христа и секако да внимаваме на знаците на последното време, како што е проречено во Библијата. Исто така мора да ги иницикуваме првите, односно лажните пророци кои ќе се појават пред второто Христово доаѓање. Значи, мора да ги идентификуваме, да ги откриеме врз основа на Библијата, на Свето писмо. Еве што кажува, уште еднаш ќе прочитам Матеј 26:41. Бдејте и молете се да не влезете во искушение. Лесно да се мисли дека сте будни затоа што се занимавате со секојдневните активности, вклучително и присуство на сите ваши религиозни ангажмани, но кога проучувате одредени области од вашиот живот со Божја светилка и светлина, ќе откриете дека го сакате тоа. Значи, имам луѓе кои се религиозни, одат во црква еднаш, 2 пати или 5 пати во година, сега се ближат празниците, Божи ќе дојде, па потоа на пролет Великден. И луѓето ги посетуваат храмовите, но цела година воопшто потоа не одат. Имат нека лежарност духовна, мислат дека ако се прекрстат, ако дадат дар, ако запалат свеќа, се е во ред и нивната религиозност е доволна. Меѓутоа, тоа не е доволно. Овде вели пророкот, бдејте, молете се секој ден, да не влезете во искушение. Ние сите може да бидеме духовно заспани ако не го следиме Исуса Христа, ако не се храниме постојано, секојдневно од неговата реч, значи од Словото Господово. Да се остане буден е спротивно на спиењето. Има многу примери на контраст со спиењето, значи со будноста, како што зборува и самиот Христос во своите приказни, во своите пораки, додека бил на оваа земја. Како што е кажано на приказна во Матеј 25 глава од 1 до 10 стих, може да ја прочитате, почитувани гледачи, се однесува за 10 девојки. Значи, сите заспале, и мудрите и оние немудрите. Меѓутоа, и сите се пробудили кога младоженецот прозборил, кога повикал. Но, понатаму текстот вели дека тие 5 девојки немале доволно масло во своите светилници. Маслото е символ на Светиот Дух, кој треба да биде постојано секојдневно со нас и во нас. И затоа се наречени тие 10, односно 5 девојки мудри, а другите безумни или немудри. И затоа, еве, да резимираме од ова кратко размислување. Да се разбудиме, да бидеме будни, ова не е време за спиење. Да гледаме и да се молиме секогаш, зашто никој не знае во кое време ќе дојде Господ. Може да биде наутро, вели текстот во Новиот Завет, како што вели Господарот може да дојде наутро, напладне или навечер, на полнок. На полнок, кога повикал, знаеме, оној стражерот, дошол младоженецот, а они кои биле подготвени, кои имале доволно масло во своите светилници, влегле во собата, вратата била затворена. Потоа дошли они другите 5 мудри, почнале да тропаат, но веќе било доцна. Младоженецот што им вели, не ве познавам, одете од мене. Никој од нас да не ја доживее
та сцена или тие зборови, туку да ги доживе оние зборови што Исус ќе ги каже на спасените. Дојдете, мои драги, сте биле верни во малку, над многу ќе ве поставам. Но тоа да го доживееме, тоа да го слушнеме, потребно е да бидеме постојано духовно будни во нашиот живот. Еве, драги гледачи, продолжуваме понатаму, повторно со една песна. На кого можам да му верувам? Живееме во време на зголемен стрес и економска несигурност. Резултатот од предавството и нарушените меѓучовечки односи предизвикува губење на довербата.
Довербата се дефинира како доверба, цврсто подпирање во способноста, силата, одговорноста на некого или на нешто. Доверба, оптимизам и слободата од хронична грижа обезбедува вредни придобивки за физичкото и менталното здравје. Човекот е роден да верува, меѓутоа, природно е децата да имаат повеќе доверба. Они кои веруваат дека луѓето можат да се променат или да станат подобри, многу полесно простуваат и може да ја вратат довербата во која некој ако им сгрешил. Деца, млади и возрастни луѓе на кои им недостасува доверба имаат повисоко ниво на осаменост или општествена изолација. Секако, тоа е поврзано со депресијата и лошото здравје. Најздравите општествени односи се карактеризираат со доверба, соработка и искреност. Почитувани, довербата е добар како лек. Ставовите на доверба го стимулираат окситоцинот. Тој е хормон поврзан со лактација, општествена поврзаност и сочувство. Ставовите на доверба, сочувство, надеж и оптимизам се директно поврзани со подобрен имунолошки систем, подобра, например, кај жените бременост, управување со болка и подобрен исход на рак. Нискиот оптимизам и високиот песимизам го зголемуваат ризикот од болести и предвремено старење, па дури и смрт. Хроничната недоверба е поврзана со значително намалена имунолошка функција и со потиснување на помошната, така наречена Т-клеточна активност. Зголемената самодоверба е поврзана со подобрување на целокупното здравје и позитивните општествени врски или заедници. Заедниците на доверба за давателите на здравствени услуги ги подобруваат медицинските резултати. Така наречените тимски ставови на доверба, например на работното место, се поврзани со помалку болести, отсуство од работа и несреќа и секако подобрени перформанси. Каде е овде верата и довербата, почитувани гледачи? Довербата е вградена во битието на малите деца и од витално значење за општествената и здравствената стабилност. Ова особина доаѓа секако од Бога. Неговиот карактер ни го покажува како да се прости и да се врати довербата меѓу луѓето. Зашто Господ поминува порано и му извика: Бог е милосреден, милостив, бавен на гнев и изобилен во милост и вистина, која чува милоста за илјадници, простува беззаконија и неправди и гревови, кој не ги оправдува виновните и ги посетува гревовите на татковците, на синовите и на внуците до 3-то и 4-то колено. Можеме целосно да се потпреме на Бога, почитувани. Работата на таа карпа е совршена, бидејќи постојат сите начини неговата правда. Бог е верен без неправда, тој е праведен и вистинит. Во Бога е отелотворена секоја особина која инспирира доверба, вклучувајќи ја и правдата, бидејќи тој е Бог. Можеме целосно да му веруваме. Повикани сме да му веруваме на Бога, затоа што тој не сака целосно такви какви што сме. Можеме да имаме љубов кон него, затоа што тој прв покажа љубов кон нас, вели Светото писмо. Целата љубов доаѓа од Бога. Љубовта е Божји дар, кој се излива врз нас како река. Тоа не прави способни да го сакаме него. Секако да се сакаме и себе си, но и другите. Ова заедница тогаш не ослободува да имаме чиста од Бога дадена љубов кон себе.
Само кога имаме чиста љубов и кон другите и кон себе, можеме вистински да сакаме, да ги сакаме нашите ближни. Овој неверојатен проток на љубовта негова живот и исцелување. Довербата служи како лек, која ќе ја прифатиме Божјата безусловна љубов кон нас и целосно веруваме во неговата моќ која го менува нашиот живот, ние добиваме нова енергија, подобро да се грижиме за себе, за да го одразуваме неговиот карактер на светот на кој му е секако потребен Бог. Љубовта ќе не потикне да донесуваме здрави одлуки, да се одмориме во неговиот мир, да се обкружиме со исцелителна средина која го промовира здравието, да бидеме активни и ментално, а секако и физички, да му веруваме целосно, да им служиме на другите, да имаме позитивен поглед на светот, обоен со милоста на љубовта Божја и да бидеме исполнити со сила, енергија и здравје. Почитувани, тогаш ние ќе бидеме мотивирани да се грижиме за себе, за да можеме да исполниме неговата мисија на служба. Писателот Чарлс Кауман еве што забележува. Можеш да му веруваш на човекот кој бил подготвен да умре за тебе. Библијата открива дека Божјата љубов кон човекот е толку голема, што тој дошол на овој свет да се открие преку Исус Христос. Исус дојде и зборот стана тело, вели Библијата. Тој не создал, умрел за да не ослободи и да ни даде сила да бидеме како Него. Почитувани гледачи, повикани сме да веруваме. Се вели дека можеш премалку да му веруваш на Господа, но никогаш не можеш премногу да му веруваш. Можеме да се потврдиме на Бога, да не води ни сите животни предизвици. Надевај се на Него, народе, во секое време, излевајте ги срцата пред Него. Бог е наше засолниште. Драги пријатели, Библијата ја опишува верата како напорно чекање на она на што се надеваме и докажувајќи го на што не го гледаме. Тоа е однапред доверба што можеме само да ја дадеме, разбираме во обратен редослед. Верата е духовно сидро што ја зајакнува личноста да ги едноставно преброди сите животни бури. Верата подразбира да гледаме на секоја животна ситуација низ Божите очи. Тој ќе ги задоволи сите ваши потреби според неговото богатство во Исуса Христа. Верата е сила за патување, а не некоја среќна амајлија за совршени резултати. Погледнете во Евреите во 11 глава. Верата станува посилна кога се кали преку пречки и неволи. Затоа Исус е нашиот почетник и завршителот на верата, која понекогаш не води низ тешкоти и пречки, наместо да ги отстрани од нас. Време е да веруваме. Иако не можеме да ја знаеме иднината, можеме да знаеме дека Бог го сака само она што е најдобро за нас. Тој не повикува да веруваме во Него. Погледнете во Бога и дозволете му неговата љубов и милост да ве смири. Погледнете во неговото слово, Библијата, Светото писмо, да добиете нови упатства. Верувајте во Христа, твојот откупител, за да те спаси. Кога се плашам, верувам во тебе. Имам доверба во Бога, не се плашам, вели псалмиста Давид. Почитувани, се гледаме во наредната емисија. Miłosť
Evo ne povtorno u emisija počnu gledачи после ова рубрика која проследивме за здравјето. Би сакал сега да ви понудам една интересна книга, интересен наслов од Мирослав Пујич, Духовна кондиција. Ево ова книга имаме бесплатно за вас. Првиот кој ќе се јави, кој ќе ни пише дека е сака ова книга, еве ние ќе ве испратиме по пошта. Интересна книга, малци филозофска би рекол, разбирање, детоксикација, вежба, библиски пристап. Книгата е на српски, значи Духовна кондиција од Мирослав Пујич. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви нудиме значи бесплатно светописмо. Еве може сега да си порачате за вашите пријатели, за новогодишните празници да им подарите, да им посакате нова година со еден прекрасен подарок со бесплатна Библија или светописмо. Ви стои на располагање и дописната библиска школа, библијата зборова.мк. Значи, ако влезете на оваа адреса, преку вашиот компјутер, преку интернет, ќе може да навлезете во 8 подрачја на дописната библиска школа, библијата зборова. Да видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, ве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма Разбуди се. Ми простанува да ве поздравам сите вас, да ви посакам убав ден, убава седмица, бидејќи се гледаме од среда до среда, така да бидете исполнети со оптимизам, со убави мисли, со убави цели да поставите во вашиот живот. Нека Господ биде со сите нас во деновите кои се пред нас и ви закажувам нова средба, ново видување во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи,
ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.